Почитувани медиуми, почитувани присутни, добре дојдовте на доделувањето на лиценца на провајдерот на социјална услуга, доктор Иван Влашки Берово. Ја поканувам Министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Јагода Шахпаска, да ви се обрати. Благодарам, Марија. Почитуван градоначалник на општина Берово, господине Звонко Пекевски, почитувана директорка на Домот за стари лица Марија Цикарска, почитувана Кочовска, почитувани идни негователи, почитувани граѓани, драги мои беровчани. И навистина е најголемо задоволството кога дома започнуваме со реализација на еден многу значаен проект. Министерството за труд и социјална политика ја имплементира реформата која што беше усвоена 2019 година. Суштината на социјалната реформа е да се доближат социјалните услуги до корисниците, до граѓаните во најоддалечените места во државата. При тоа, како даватели на услуги се јавуваат не само институциите, не само социјалните работници, државата, туку и лиценцирани даватели на услуги, како што е доктор Иван Влашки, кој што проширувајќи ја својата дејност, овозможува 20 негователи да пружаат помош и нега на стари лица низ општина Берово. Дополнително, не само што ги доближуваме услугите до граѓаните, туку овозможувајќи им полесен секојдневен живот, го подобруваме нивниот квалитет на живот. Вработуваме нови лица кои што се долго време отсутни на пазарот на трудот, овозможувајќи да заработуваат за сопствена екзистенција и на тој начин да го подобрат својот животен стандард. Проектот кој што е поддржан од Светска банка, кој што го имплементира Министерството за труд и социјална политика е точно наменет за тоа, подобрување на социјалните услуги. За овој проект, кој што во моментов го реализираме, 24 општини аплицира и 19 проекти се во фаза на имплементација. 300 обучени негователи ќе пружаат помош на 900 корисници на територијата на целата држава. Јас сум горда што општина Берово со вореден ангажман како на општинската локална самоуправа, градоначалникот, меѓутоа и Домот за стари лица доктор Иван Влашки овозможија да и овој проект можеме да го имплементираме во општина Берово. Тоа значи дека 60 возрастни лица над 65 годишна возраст ќе ја користат услугата дури во најоддалечените места на општината. Кога велам најоддалечените, мислам на село Двориште, мислам на Митрашинци, мислам на Русиново, мислам на Мачево, на Смојмирово, односно и во Берово. Тоа значи дека 20 негователи кои што се избрани, кои што поминаа ни системна обука, ќе им помагаат на старите лица во обавување на нивните секојдневни активности. Тоа значи хранење, облекување, поддршка за движење во домот, набавување на лекови, набавување на прехранбени продукти, мали прошетки во околината, користење на мобилни апликации, менаџирање со она што значи нивни секојдневни трошоци и така натаму. Верувам дека задоволството од страна на корисниците ќе биде многу големо. Нашите очекувања како Министерство за труд и социјална политика е да овие услуги кои ние во моментов ги купуваме во следните 12 месеци, преминат во ингеренции на локалната самоуправа. Затоа што суштината на социјалната реформа е децентрализација на социјалните услуги на локално ниво за да се доближат до граѓаните. Јас на 20 негователи им посакувам успешна работа. Ви имате одговорна работа, знам дека е многу хумана ова работа, носи предизвици, меѓутоа верувам дека посветено ќе работите и ќе исполните задачата. Министерството за труд и социјална политика преку Центарот за социјална работа ќе врши надзор за квалитетот на услугите, секако заедно опрашувајќи ги корисниците, затоа што на крајот на краиштата сите сме тука заради граѓаните. На општина Берово и посакувам успешна работа. И на актуелниот и сигурна сум иден градоначалник, посакувам да аплицират во нови проекти. На некој начин социјалната мапа во општина Берово е заокружена. Тука имаме дневен центар за лица со посебни потреби, имаме мал групен дом, имаме дом за сместување на стари лица, а сега имплементираме и социјалната реформа преку децентрализација на социјалните услуги. Ви благодарам, посакувам успешна работа. Сега ги поканувам градоначалникот на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да ви се обрати. Почитувана министерка за труд и социјална политика, госпоѓа Јагода Шахпаска. Почитувани представници од проектната единица на проектот за одобрување на социјалните услуги. Почитуван директорот на општинската јавна установа за згрижување на стари лица, доктор Иван Влашки, господја Марија Цикарска. Почитувани и ценети корисници на услугите на Домот за стари лица во Берово, почитувани медиуми. Наше големо задоволство
Можам да кажам дека општина Берово добива лиценциран давател на социјални услуги со поддршка од централната власт, при што се надевам дека наскоро ќе имаме задоволни корисници кои ќе бидат обслужувани во своите домови. Општина Берово веќе долго време спроведуваше поголем број на активности за да може денес да бидеме подготвени и да започнеме со давање на услугата, од која бенефит ќе имаат 60 стари лица на територијата на општина Берово, но и нивните семејства по широката заедница. А за нив ќе се грижат 20 даватели на услуги кои ќе добиваат соодветен надомест за грижата на старите лица. Голема благодарност на сите кои беа вклучени во проектот за подобрување на социјалните услуги, од самото аплицирање до моментот на воспоставување на услугата. Посебна благодарност до Министерството за труд и социјална политика и секако Министерката Јагода Шахпаска, до општинските служби, до вработените во Домот за стари лица доктор Иван Влашки и до сите кои придонесоа за воспоставување на услугата. Општина Берово и понатаму ќе продолжи да ги поддржува ваквите проекти и се разбира, ќе продолжиме да работиме на унапредување на социјалните услуги и градење на концептот едно општество за сите. На сите им посакувам успех во реализацијата на овој проект. Посебен апел упатувам до давателите на услугите да даваат максимум од себе при грижата за старите лица, за да имаме задоволни корисници и среќни семејства. Благодарам. Почитувана министерка за труд и социјална политика, госпожа Јагода Шахпаска, почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски, почитувани сограѓани, ми представува чест и задоволство што денес ќе добиеме лиценцата со која стануваме областен провајдер за социјалната услуга помош и нега во домот. Во периодот на воспоставување на услугата најпрво ги мапиравме корисниците на услугите. Тоа се вкупно 60 лица со место на живење во градот Берово и останатите 8 селски населби. Лицата се над 65 години, живеат сами, без секојдневна грижа и нега која им е потребна, без редовни лекарски прегледи и лоши услови за живот. Следниот чекор беше ангажирање на 20 негователи, даватели на услугата, кои беа избрани преку јавен повик. Истите посетуваа обуки од областен провајдер и се стекнаа со професионални вештини и сертификати за грижа и нега на стари лица во домашни услови. Негователите ќе бидат обезбедени со соодветна опрема, како апарати за мерење на притисок, за шеќер, топломери, со која ќе се овозможи следење на здравствената состојба на корисникот. Набавивме и ново теренско возило и ангажиравме возач за истото за превоз на старите лица од руралните населби. Исто така, ангажирани се и координатор на проектот и асистент за спроведување и реализирање на активностите предвидени во проектот. Со отпочнувањето на услугата, старите лица ќе добијат помош и поддршка во извршувањето на секојдневните активности, одржување на лична хигиена, помош во одржувањето на домот, набавка на потребните намирници за исхрана и лекови, придружби до лекар и останати услуги во заеднички договор помеѓу негователот и корисникот. Овој проект е од големо значење за општина Берово и за нас како провајдер на социјалната услуга, затоа што ова се подобрува квалитетот на старите лица преку давање на услугата во собствените домови. Искористувам оваа прилика да им се заблагодарам на сите учесници кои допринесоа овој проект да стане реалност, на поддршката и соработката целиот овој период на имплементација на услугата. Секако тоа се Министерството за труд и социјална политика, Канцеларијата на проектот за подобрување на социјалните услуги, Светска банка, општина Берово и Центарот за социјална работа Берово. Посакувам успешна реализација на проектот и сега ја поканувам негователката Светлана Корчовска да ви се обрати. Ние како негователи поседувавме обука која беше во време траење од 2 месеца и тоа еднаш неделно по 3 часа заради пандемијата од COVID-19. На оваа обука ние се стекнавме со доста вештини и знаења и тоа за се кои се проблемите и потребите на старите лица со кои се соочуваат, за да ние како идни негователи пристапиме на нивна помош и реализација. Овој негата и грижа, услугата на нега и грижа на стари лица ги опфаќа лицата постари од 65 години, кои не можат секојдневно да ги извршуваат самостојно да ги извршуваат своите секојдневни обврски. Така да ние пристапуваме и се грижиме за нив во давање на медицинска терапија, чистење на домот, приготвување на храна, набавување на намирници од продавница, аптека и така натаму. Огромна благодарност до Министерството за труд и социјална политика и министерката Јагода Шахпаска, градоначалникот на општина Берово, директорката
доктор Иван Влашки и до целите присутни гости на овој чин свечен ден. Почитувана директорке, ја врачувам дозволата за работа. Јас не се сомневам дека како и досега во грижата за старите лица ќе продолжите и за старите лица над 65 години во нивните домови и го постапувам успешна работа. Да погледам малку, само ако може. Да го искористиме вашето присуство за напрашање министерке околу она што ќе следува во однос на работата на градинките со оглед на пандемијата и почетокот на новиот воспитно-образовна година. Работата во градинките и не ни престанала, иако се наоѓаме на сред годишни одмори, ги почитуваме доследно насоките и препораките кои што ги даваат здравствените власти. Во изминатиот период, вработените во градинките, воспитувачи, негователи и технички персонал сериозно пристапија кон процесот на вакцинирање и можам да објавам дека 59% од вработените во градинките веќе се вакцинирани. Тоа говори за нивната општествена одговорност и грижата за најмладите додека престојуваат во градинките. За тоа како ќе стартуваат со работа во учебната година, повеќе можам да речеме прашање за образование, затоа што ние продолжуваме со работа и јас верувам со постојани дописи од страна на Министерството за труд и социјална политика ги повикуваме и останатите 40% од работените да се довакцинира за да може да биде безбеден престојот на децата во градинки. И само во однос на групите, дали ќе бидат до 15 деца во група како досега или ќе има промени тука? Значи ние веќе имаме измена на групите, побаравме со допис официјален до Комисијата за заразни болести да се зголеми бројот. Во јаслените групи до 15 деца престојуваат. Меѓутоа во групите од 2 до 6 години веќе сега протоколот е проширен на 20 деца. Ако епидемиолошката состојба дозволува, ние би ги пуштиле сите групи во нормална, како во регуларно време надвор од пандемија да работат со полн капацитет. Благодарам. Благодарам.